Овој период покрај респираторните инфекции, доминантни се и симптомите на алергиските заболувања. Временските услови и наглото затоплување придонесоа за рана вегетација на дрвјата и тревите, со што се зголеми концентрацијата на полените во воздухот. Постојат повеќе видови на алергии, од кои почести се сезонските, вели епидемиологот Олумчев, а најчесто се јавуваат кај помладата популација. Алергиите се еден од најчестите здравствени состојби кај општата популација и се смета дека погодуваат повеќе од 10% на луѓето ширум светот. Зачестеноста на алергиските заболувања постојано се зголемува, особено кај помладата популација. Педиатричките пациенти се најмногу погодени, особено во предучилишната и во раната училишна возраст, и тука се регрутираат најголемиот број од пациенти кои ги имат и така некако по манифестни симптоми и обично најпотешка клиничка слика, поред неформираниот имун одговор кај оваа возраст. Сега постојат повеќе типови на алергии и убаво би било да се така знаат од прилика кои се видовите на алергии, со цел да може да се препознае клиничката слика и да се препознае за каков тип на алергија се работи, со цел да може навремено да се реагира и да се посети лекар, каде што може да се направат адекватни тестови, нели, да се диагностицира дали е алергија или не, ако е алергија да видиме кој е алерген кој ги прави проблемите и да се пропише соодветна терапија која ќе ги олесни симптомите на самата алергија. Обично се работи за сезонски заболувања, меѓутоа има и такви кои се присутни во текот на целата година и тие така осцилираат, се јавуваат периоди на подобрување и на влошување на самата симптоматологија. Тие кои се сезонски, значи се работи за сезонски агенси кои се јавуваат периодично во природата, оние кои се целовременски, обично предизвикувачот е најчесто во домот или во живеалиштето или на места каде што престојувате секојдневно и тој прави постојани влијанија врз самиот имун систем кој дава постојанен имун одговор во вид на воспалителна реакција која се манифестира со проблеми или во дишењето или во очите или во кожата и така натаму. Освен сезонските алергии, доста зачестени алергии кај помладата популација се алергиите на храна и инхалационите алергии, како и алергиите на лекови, вели епидемиологот Олумчев. Постојат повеќе рековме типови на алергија, меѓутоа најчести се алергиите на храна, инхалационите алергени и алергиите на лекови. За нас поинтересни, односно за општата популација, се најчесто алергиите на храна и алергиите кои се добиваат преку вдишување на агенси или така наречените инхалациони алергени. Сега прво поимот на алергија би било убаво да се објасни. Тие алергиите претставуваат болести на имуниот систем кој првенствено е одговорен за општата одбрана на самиот организам против надворешните агенси. Тука спаѓаат вирусите, бактериите, габичките, мувлите и така натаму, со еден збор се што представува така наречено туѓо тело за организмот и кој организмот го препознава како туѓо тело и дава соодветен имунолошки одговор кон него со цел да го елиминира или да го отстрани. Сега за време на алергиската реакција, имунолошкиот систем понекогаш погрешно ги препознава овие туги тела. И ова може да резултира со една прековремена реакција на организмот, прекумерен имун одговор, кој ќе предизвика исфрлање во крвотокот на некои супстанции кои понекогаш можат да бидат и штетни за самиот организам, иако самиот тој ги ствара, а можат да бидат и некогаш и опасни по здравието. Супстанциите кои можат да предизвика алергиска реакција се нарекуваат алергени, рековме најчесто доаѓаат од надворешната средина и наша задача е да ги, прво препознаеме, рековме дека се работи за алергија и што побрзо да го детерминираме кој алерген предизвикува проблем, односно алергиска реакција и да го лоцираме алергенот од каде доаѓа, од која средина, за да можеме евентуално заболениот или тој што има проблеми со алергии, да го оттргнеме едноставно од таа средина која му прави секојдневни проблеми. Алерготестовите се начин да дознаете дали сте алергични и да се утврди што е тоа што ги предизвикува вашите симптоми.
И доколку се утврди вистинската причина за настанатата алергиска реакција, може многу поедноставно да се спречи понатамошниот контакт со алергенот и секако да се ублажат симптомите со соодветен третман, велат епидемиолозите.